Почитувани, здравјето на битолчани било и ќе биде на прво место за СДСМ. Кога никој немаше слух, на 4 јануари 2014 година, први укажавме на сериозноста на овој проблем со кој се соочува општина Битола. За нешто да бидат појасни, дозволете да го демистифицирам заклучокот кој вчера едногласно го донесе Советот на општина Битола. Апсолутна невистина е дека беше прифатен предлогот на поинаку, кој беше нереален и несоодветен. Вистина е дека заклучокот е компромис во кој се бара од владата на Република Македонија да ги испита сите законски можности за субвенционирана цена на струјата за жителите на општина Битола. Но за жал тоа нема да го реши проблемот со загодениот воздух. Како одговорна и посветена власт на централно и локално ниво, само последната година АДЛМ заедно со општина Битола вложи над 45 милиони денари за подобрување на амбиенталниот воздух и животната средина во овој регион. Свесни за загаденоста на воздухот, во наредниот период општина Битола заедно со владата на Република Македонија преку АДЛМ ќе реализираат и низа на проекти и мерки. Само во 2018 година средствата кои се издвоја за заштита на животна средина и подобрување на амбиенталниот воздух се поголеми од вкупно вложените во изминатиот 12 годишен мандат на претходната власт. Од самото доаѓање на ова локална самоуправа, заложбата за транспарентност и отвореност за диалог е наш приоритет. Заради тоа, секаков повик за протест е апсурден, лицемерен и единствено служи за политички публицитет на организаторот. Загадувањето не настана преку ноќ. Тоа е многу посериозен и покомплексен проблем од тоа што некој сака да го прикаже. За здравјето на граѓаните не се добиваат политички поени. Ние остануваме посветени и истрајни до реализација на крајната цел, а тоа е решавање на овој проблем.